почитувани представници на медиумите, изминатава недела дена сите бевме сведоци на срамен обид од страна на некои од членовите на Државната изборна комисија да ја оспорат и фалсификуваат волјата на мнозинството граѓани, која беше јасно изразена на мирни, фер и демократски избори кои минаа без ниту еден инцидент. Изминативе недела дена целата македонска јавност беше сведок на непрофесионалното однесување на одредени членови на Државната изборна комисија кои се впуштија во постизборен инженеринг со тоа што прифатија скандалозен и неоснован приговор на политичката партија Беса за едно избирачко место во Гостивар. ВМРО ДПМН веќе поднесе тужба против ова решение на Државната изборна комисија, која сама по себе е невиден преседан. Тужбата на ВМРО ДПМН е поднесена врз три правни основи: повреди од формално правен аспект на одредбите од изборниот законник и подзаконските акти, погрешно и целосно утврдена фактичка состава и погрешна примена на материјалното право. Од формален аспект, побиваната одлука на Државната изборна комисија е незаконска од следниве причини. Видно од доставениот приговор, усвоен од страна на ДИК, е дека истиот е поднесен без подпис од страна на овластениот представник на подносителот на приговорот, со што се повредува член 147 став 3 точка 2 од изборниот законник. Иако дел од членовите на ДИК укажаа на овој пропуст и инсистираа приговорот да биде отфрлен поради процедурални причини или процедурални недостатоци, Државната изборна комисија спротивно на член 147 став 3 точка 2 од изборниот законник и спротивно на правилникот за начинот и постапката за решавање на приговори, истиот не го отфрли. Почитувани представници на медиумите, и само овој основ да беше е доволен управниот суд да ја отфрли, да ја прифати тужбата на ВМРО ДПМН и да донесе решение со кое што ова одлука на Државната изборна комисија ќе се стави во сила. Одлуката е донесена и спротивно на член 148 став 3 од изборниот законник, бидејќи истата е донесена по истекот на рокот од 48 часа, утврден во овој член. Согласно овој член, Државната изборна комисија е должна во рок од 48 часа по приемот на приговорот да донесе одлука. Од цитираната одредба неспорно може да се утврди дека овој рок е преклузивен, што значи дека Државната изборна комисија не може да постапува и да одлучува по истекот на овој рок. 3. При донесување на утоженото решение во постапката за разгледување и одлучување по приговорите од страна на Државната изборна комисија, сторени се исто така и повеќе процесни повреди на одредбите од изборниот законник и правилникот за начинот и постапката за решавање по приговори. Имено, во постапката за разгледување на приговорот од страна на Државната изборна комисија е изведен како доказ со слушување на сведок, поточно со слушување на лицето Фатиме Сулејмани од Гостивар, зашто од страната на ДИК не беше воопшто ниту дискутирано, ниту пак е донесена одлука за изведување на овој доказ согласно со одредбите од изборниот законник и правилникот за начинот и постапката за решавање по приговори. Овој сведок беше донесен, внимавајте, од страна на овластениот представник на коалицијата предводена од СДСМ, иако приговорот е поднесен од овластениот представник на политичката партија Беса или Движење Беса, кој не беше воопшто присутен во салата каде што се одржуваше седницата. Од страна на дел од членовите на ДИК беше укажано дека за изведување на овој доказ не е донесена формална одлука од Државната изборна комисија и дека не треба да се дозволи сослушување на наведеното лице. Сепак, председателот на ДИК, спротивно на закон и на подзаконските прописи, дозволи нејзино сослушување. На овој начин ДИК постапи спротивно на член 35 од правилникот, каде е предвидено дека можат да одлучат да сослушаат на јавна седница подносител на приговор. Тоа значи дека имале обврска да донесат ваква одлука, а ваква одлука не е донесена. 4. Понатаму, во постапката за разгледување и одлучување по приговори, ДИК донесе одлука да се изведе како доказ графолошко вештачење на подпис на овој сведок, без при тоа да биде издадена наредба за вештачење и без претходно да се определи начинот на кој ќе биде извршено ова вештачење.
Од тука вештиот навод и мислење на вештото лице дадено во постапката и изведено како доказ во постапката на Државната изборна комисија е во цело спорно од формален, но и од материјален аспект, но и по однос на резултатите од истиот. Дополнително, вештото лице, согласно член 5 од Законот за вештачење, воопшто не било законски овластено да врши вакво вештачење. Имено, законот таксативно предвидува дека вештачење може да вршат само високообразовна установа, научна установа и стручна установа, трговец поединец вештак, основан согласно Законот за трговски друштва, кој има вработено најмалку едно лице со лиценца за вештачење и трговско друштво регистрирано согласно ЗТД, кој има вработено најмалку 2 лица со лиценци. Лицето кое што го извршило вештачењето не спаѓа во ниту една од овие категории, кои што се утврдени во законот. Лицето кое го извршило графолошкото вештачење е вработено во АДМЕПСО Скопје. Понатаму, самото графолошко вештачење беше извршено во раните утрински часови, без присуство на овластени представници на политичките партии, кои имаат правен интерес да присуствуваат на изведувањето на овој доказ, што создава сомнеш како во однос на околностите под кои е извршено вештачењето, така и во однос на начинот на кој што истото е извршено. 5. Во текот на постапката за разгледување и одлучување по приговорите, кој е усвоен од страна на ДИК, како доказ беше изведено и сослушување во својство на сведоци на членовите на избирачкиот одбор, од сега спорното избирачко место. Во текот на сослушувањето, сите членови на одборот и председателот на Општинската изборна комисија, без исклучок, потврдија дека во текот на денот на ова избирачко место, во предпладневните часови, гласањето се одвивало без никакви нерегуларности, што може да се утврди од записникот на гласање и сумирање и утврдување на резултатите. Од нивниот исказ јасно може да се утврди дека во попладневните часови, кога на гласачкото место се јавила гласачката Фатиме Сулемани, врз основа на проверката со Уве Ламба, од страна на член на избирачкиот одбор, констатирано било дека ова лице веќе го имало остварено своето избирачко право, бидејќи на палецот на десната рака имала траги од заштитниот спреј со кој задолжително се прска секој гласач. При ваквата констатација, која произлегува од сослушувањето на членовите на избирачкиот одбор на ова гласачко место, јасно се поставува прашањето дали ова лице Фатиме Сулемани веќе гласала на ова избирачко место и го остварила своето гласачко право, како што тврди избирачкиот одбор како надлежен орган за спроведување на гласањето на конкретното избирачко место. Дотолку повеќе што овој доказ е во директна спротивност со претходно наведениот веш навод и мислење изведен во текот на постапката, што несомнено наведува дека Државната изборна комисија погрешно постапила кога поклонила верба само на вештиот навод и мислење, додека воопшто не им поклонила верба на исказите на членовите на избирачкиот одбор на ова избирачко место во својство на сведоци, како надлежен орган за спроведување на изборите согласно член 17 од Изборниот законник. 6. Согласно член 149 став 1 од Изборниот законник, секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката на спроведување на гласање може да поднесе приговор во рок од 24 часа. Ова е многу значајно. Дури и во случај лицето Фатиме Сулемани да не можела да го оствари гласачкото право на начин како што тврдеше пред Државната изборна комисија, во тој случај ова лице можело и требало да поднесе приговор за заштита на личното избирачко право веднаш откако истата констатирала дека не е овозможено да гласа. Во тој случај ДИК без одлагање ќе требаше да одлучи по приговорот на ова лице и доколку има услови ќе возможеше да гласа. Со тужбата му укажавме и на судот дека во постапката за заштита на избирачкото право во досегашната пракса имало вакви случаи кога по приговор на избира за заштита на личното избирачко право по интервенција на Државната изборна комисија, на таквите избирачи им било овозможено да го остварат своето право на глас во текот на денот определен за гласање. Ова толкување наоѓа и примена и е востановено во судската пракса на Управниот суд, кој има одлучено дека доколку правниот лек од член 149 од Изборниот законник не бил искористен, како што е тоа случај во овој конкретен случај, подносителот на приговорот не може да бара поништување на гласањето на целото избирачко место, ниту пак да ги оспорува резултатите на избирачкото место. 7. Со членот 151 законодавецот инкриминирал гласање од страна на едно или повеќе лица кои гласале за други повеќе лица.
Од оваа одредба јасно произлегува дека за да постои основ за поништување на гласање во избирачкото место, потребно е да било злоупотребено гласачкото право на повеќе лица од страна на едно или повеќе лица. А во конкретниот случај се работи за наводна злоупотреба на гласачкото право само на едно лице, што не представува основ за поништување на гласањето на целото избирачко место. Суштинска повреда на изборниот процес, согласно член 157 став 1 алинеа 6 од изборниот законник, може да представува само злоупотребата на гласачките права на повеќе лица, кои би ги довеле изборните резултати за конкретното избирачко место под сомнение. Ова особено ако се имаат во предвид исказите на сите членови на избирачкиот одбор, дека гласањето на тоа избирачко место било спроведено без никакви неправилности и дека тој глас нема влијание врз промена на изборните резултати. Во прилог на тужбата до Управниот суд поднесени се докази за сите овие наводи кои што ги објавив денеска на оваа прес-конференција. ВМРО ДПМН затоа апелираше и апелира да нема никаков притисок врз Управниот суд, кој мора да одлучува исклучиво согласно законите. Секое поинакво постапување ќе значи фалсификување и крадење на волјата на мнозинството граѓани, изразена на предвремените парламентарни избори, одржана на 11 декември. Искрено се надевам и верувам дека Управниот суд и судиите во Управниот суд ќе одлучат да ја коригираат оваа незаконска одлука на Државната изборна комисија и да не дозволат 7 невини луѓе да завршат во затвор само заради незаконска одлука на Државната изборна комисија.